Најдобрите вокално-инструментални солисти, хорови и оркестри од регионот во Делчево го покажаа најдоброто од себе и се квалификуваа на меѓународниот фестивал на детски и младински хорови, кој предстојниот викенд ќе се одржи во Кавадарци. Меѓу учесниците на завршниот надпревар се најде и хорот при Општинското основно училиште Свети Климент Охридски од Делчево. Испеавме две композиции кои ги спремавме 7 месеци. Вложивме многу труд, но на крајот зедовме прво место, многу сме задоволни. Селекцијата се прави од 20 региони од Република Македонија, значи Делчево е еден од регионите кој што ги покрива градовите кои што гравитираат околу Делчево, или може да кажеме дека има некаде околу 300 основни и средни вкупни училишта кои што земаат учество на овие, а најдобрите од нив учествуваат на републичкиот надпревар во Кавадарци. Делчево е само еден од филтрите кои младите таленти мораа да ги поминат за да ја пронајдат музиката во себе и со тек на времето да прераснат во професионални музичари. Овие фестивали обично се фестивали во кои што се негува колективната музика, хорското пеење и оркестарската музика, и неретко, значи, од тие ансамбли, хорови, оркестри излегуваат и добри солисти кои што подоцна имаат и солистичка кариера. Нема лоша музика, значи секоја музика убава, само кој како мислам презентира и кој како доживува. За мене музиката лично има големо значење, освен што свирам тарабука, свирам и бумњеви, а исто така и ми значи овој надпревар. Овој надпревар всушност ја оправдува целта, бидејќи преку работата со млади таленти може да се видат резултатите по предметот музичка култура, а тие се повеќе од задоволителни. Се гледа дека наставниците навистина работат и ги обогатуваат децата со знаење. Диригентите се веќе помлади, односно некогашни наши ученици. Инаку пласман на завршниот надпревар во Кавадарци обезбедија и подрачното училиште од село Бодинарци при Општинското основно училиште Дедојле Малешевски од Берово, мандолинскиот оркестар при Општинското основно училиште Ванчо Китенов под диригентската палка на професор Александар Парасков и учениците од Општинското основно училиште Никола Петров Русински од село Русинова.